Кога мафијата трга да спроведува нешто на сила, голема е веројатноста за тоа да има лукративни пориви. Мила Царовска, спротивно на сите укажувања, тргна во дигитализација која што подразбира укинување на печатените учебници, тргна во одземање на книгите од рацете на децата, а за тоа поддршка има и од режимот на Зоран Заев. Сето укажува на можен голем финансиски момент. Од тука и Царовска и Заев мора да одговорат колку ќе чини овој зафат, инаку спротивен на сите укажувања во општеството. Мила Царовска мора да одговори дали за докинувањето на учебниците и наводната дигитализација не стои понуда од Хрватска. Мила Царовска мора да каже дали тоа нема да чини десетици милиони годишно од ионака празниот буџет. Дали за ваков, според сите, неразумен зафат не стои и ангажирање на бројни невладини организации, надворешни советници и организации за чиј што понатамошен ангажман не се познати критериумите. Злоупотребите на европското знаменце, односно носењето на закони по скратена постапка, која што ги избегнува, го заобиколува патот до вистинските решенија и дебати, посочува само на едно – на сокривање на вистината на исправните процедури. За образовните реформи на Царовска во собранието се организираа огромен број на јавни дебати, со уште поголем број на релевантни титули, но тоа за Царовска, за МОН и за режимот на мафијата не беше доволно, ниту пак извадија поука од нив. Сега се турка дигитализација, се укинуваат учебниците, а Царовска нема одговор за најобичното прашање. Како мултимедијалните содржини кои што ги најавува ќе бидат достапни во онаа верзија на фотокопија за најмалку 10% од учениците, што во бројка се околу 25.000 ученици. Ученици од социјално најранливата категорија, оставени без реално образование, а со тоа и без реални шанси за подобра иднина. Главното легитимно прашање кое што неминовно се наметнува е колку сето тоа ќе чини. Дали за сето ова нема контакти на Царовска со Хрватска, како и дали за цијот овој неразумен зафат нема лукративност кај режимот на мафијата. Образованието, основното и средното, во Македонија се законски задолжителни. Царовска и сега од законски образовен процес исклучува околу 25.000 ученици. Образованието нема цена, дигитализацијата на Царовска има. Време е за вистинските прашања, но и за вистинските одговори.